Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети. Ајде, ако сакате, и официјално можеме да најавам втора сезона, меѓутоа со оглед на фактот дека ние практично и цело лето турбо го изработивме кога се во прашање Бизнис Муабети на Фактор МК, така што еве ова издание на Бизнис Муабети го посветуваме малку на еден друг дискурс, ако сакате политичка економија. Зошто велам така? Затоа што имаме гостинка, министерката за финансии, Гордана Димитриевска Кочовска. Преди официјално да стартуваме со разговорот, не е лошо, например, да почнеме со една мисла од Волтер, која што вели, кога се во прашање парите, сите припаѓаат на иста вера. Ќе прашаме Кочовска за ова на самиот старт, предходно. Поздрав до нашите спонзори, Форма Нова. Подсетување тие се наоѓаат во комплексот Годел. Можете да појдете таму, затоа што се секогаш близко до вашиот дом. Септември вообичаено, освен што е месец на зимници и месец на реновирање. Форма Нова се секогаш овде со вас, како што се и со нас, и се достапни буквално во секоја смисла на зборот кога се во прашање и цените, за квалитетот и воопшто да не говориме. Посетете ги и на нивниот вебсайт, посетете ги и посетете го салонот во комплексот Годел. Јас сум Мишко Иванов, гледате Бизнис Муабети на Фактор МК, како што најавив таша гостинка, Гордана Кочовска Димитриевска, министерка за финансии. Кочовска Димитриевска, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Ребалансот се договаравме кога беше ребалансот, како беше Мишко да завршам само со ребалансот и потоа нека завршат одморите. Чекај да ве фатам додека бидејќи сигурно почнува буџетот за 2025. Да, веќе со полна пари се работи. Имаш отприлика во главата како што претпоставувам? Јас имам, меѓутоа имам многу големи желби, ќе треба негде да се крати или? Па не на пола пат, негде на 10% од нивните желби, а од она јас што го дозволувам таму да се најдеме, ќе биде супер. Сега е 5,3 милиарди, така? Да, ама следната година, видете, нема ни нешто да биде, не знам, поголемо. Да, ние си ја имаме сигнали дека во делот на наплатата на даноците за следната година ќе биде подобро. Во введувањето на фактура, што мислам дека на приватниот сектор исто така многу ќе им значи. При тоа кога зборам нели за приватен сектор, секогаш пред себе ги имамо ние честни плаќачи на даноци кои што за жалост што плаќале ништо добро не искористиле од државата, фере еднаш и они нели. Вака и да бидат испочитување, па и некој приоритет, бидејќи зборувавме нели за воведување на бели листи, за нивно објавување, да се знае кои се тие кои што се уредни. Така да таа фактура очекувам да ја поддржат од таа страна. Буџет е зафркната работа, правење на буџет. Сега, која е првата фаза? Вие барате од сите да ви достават што како планираат? Да. Значи, како се навикна во министерството, па се уште. Така е. Вака, првата фаза во суштина паралелно, значи работевме, го пуштевме буџетскиот циркулар кој што го доцневме, објективно требаше да биде пуштен од страна на претходниот министер за финансии согласно законската обврска. Меѓутоа има таму во законот доколку нели има избори и некои такви околности дека може да се помести. Тој не го пуштил циркуларот и легитимно е, нели знаеше дека ќе има нова влада и остави на новата влада. Јас бидејќи немаше доволно време за да можам да ги направам проекциите првични за 2025 година, бидејќи го работевме со полна пари, ребалансот за 2024, пуштивме буџетски циркулар без лимити, со надеж и желба и очекување дека секој знае пред себе што има, со што располага и дека ќе може малце по-објективно да ги планира работите. Добро, ама чуварот на државната каса треба да ја каже малку намалете. Се согласувам, но знаете како некогаш треба да ја даете насоки, знаете. Може би јас сум човек кој што секој пат мисли дека сите се однесуваат како мене. Јас знам во министерството да одам по колегиве, ние мада се уште немаме репрезентација, ниту кафе, ниту ништо, туку купуваме сами, но и тоа знам да им го избрам, па да им кажам немој да трошите многу и така натаму, да гасам светло по канцеларии. Ми се случи на 2-3 пати навечер да правам контрола во министерството кога забележував дека имаме светло во одредени канцеларии, се прашува што се случува. Сакам да кажам дека многу сум... Да.
во 11:30 на вечер, па да ги проверам зашто светат канцелариите. Па може работи некој. Па кој работи во 11:30 ако јас не сум дала согласност да се работи, сепак треба да се пријави нели до трудова инспекција. Имавме и чудни ситуации, но тоа не би сакала сега да го зборувам, тоа е проблем што ние го решаваме внатре. Важното е, трчајќи по една работа, констатиравме дека и зградата поприлично е неодржувана и дека има, бидејќи целата е на сензори, така е градена, има одредени канцеларии каде што сензорите не функционираат најдобро, па знаат да се упалат светлата во некој момент. Нормално веднаш пристапивме нели кон корекција на исто многу интересен момент беше кога почнаа плаќањата од Министерството, зборувам како министер за финансии, не сега на ниво на држава преку трезорот, него и Министерството плаќа преку трезор, но и на самото Министерство. Стигнаа првите фактури, очекуваа дека ќе дадам овластување на некој да подпишува. Јас реков не давам овластување и нема да правиме факсимил. Секој подпишува, па макар останувала до 1 час од пополноќ. Почнав да ги разлистувам фактурите, најмногу имаше за струја. Кога почнав да ги гледам броила, активна, дневна, ноќна струја, ефтина, и сега ме гледаат вработените шокирани. До таму ли, велам, па Министерството за финансии, освен плати и такви некои комунални трошоци, одржување на софтвери, не има нешто друго. Градинката е тука кај нас, нели ние имаме градинка во склоп на Министерството. И сега тука... Теретаната ви стои уште или? Да. Со тоа што за жалот, тоа што е направено, има некои работи кои што недостасуваат, но сега треба малку да се подсреди и ќе може да ја користат вработените. Гордана Димитриевска Кочовска како опозиционерка и како министр за финансии. Различни сте? Не истата сум и мислам дека и луѓето кои што Ние некако почнавме да ве доживуваме чудно, ние, од аспект на тоа што може би сега затоа што сте пребукирани со работа и друго е опозиција, друго е кога си на власт, кога си министер и некојаш малку чудно, боже, што прави, викам, што вика Волко Гордана во собрание сега, бидејќи подкаст за тоа го спушта малку нивото. Да, лесно експлодираш, лесно се вадиш од кожа се? Не, апсолутно не. Меѓутоа, кога во текот на денот ќе имате 200 барања од најразлични страни, кога гледате дека сите што ве прашуваат по правило подразбира дека треба тоа да го знаат, и сега се постава прашањето дали го знаат, или па се прават намерно дека не го знаат, или навистина не го знаат, но знаете, не сум отидена дома пред 11 часот на вечер. И кога во исто време ќе влезете во собрание, на влада, било каде, и кога треба повторно да ги објаснувате работите или ги слушате како ве гледаат во очи, сега се трудат да ви ги прикажат работите такви какви што не сте, едноставно е невозможно е да го премолчите и мирно да гледате. Ако ме видите дека премолчувам и мирно гледам, тоа значи сум се помирила со ситуацијата. Ја во собрание ве гледав со опозиција на жестока расправа, боже, да. Што е вака. Па видете, неприфатливо е опозицијата, тоа беше после 15 на 20 дена, тогаш влезе ребалансот за ребалансот во собранието. На комисија неприфатливо е, така е. Неприфатливо е да ви излезат и да зборуваат работи. Срамота е. Ние сме економисти. Добро, тоа е работа на опозиција. Јас се согласувам, меѓутоа во животот има нешто што се вика достоинство. Вие не може мене сега да ме натерате, па не знам колку да сум министер за финансии, да излезам и сега да кажувам некои работи со кои што не се согласувам. Јас имам и достоинство, јас имам и приватен живот, јас имам и пријатели. Кругот мој се економисти. Еве тие истите, кои што излегуваат на собраниска говорница, изборуваа во моментот комплетно невистини. Дали седнуваат со фелата да разговараат и што разговараат? Дали тоа изгледа као, види како ја изнервирав, не е битно што зборував глупости, или зборував политика денеска, не смеав толку да си дозволам да се срамам. Сакам да кажам дека не може да си дозволите, ако сте професионалец пред се, вие сте, јас сум политичар, но приоритет е професионалноста. Не можам јас сега да се срамам, да се бламирам себе си за тоа што треба да постигнам некаков си политички поен. Каков политички поен? Што правиме со тој 1 или 2% од граѓаните во Македонија кои што многу добро разбираат економија? На крајот од денот кои ни се важни на нас? Економистите.
луѓето со кои што може да разговараме. Сега Зошто? во кампања и во избори не. Не се согласувам. Секој глас е еден глас и на економистот и Па на видете, да другиот. ја вратиме кампањата назад, ајде да слушнеме да видиме, например, Гордана Димитриевска Кочовска, дали излегла надвор од темата економија. Значи, секој си има своја бранша за која што е задолжен, област, како да ја кажеме, и вие сега издржано може да зборувате. Јас зборувам за издржани аргументи. Јас не зборувам за тоа сега ќе се додворуваме. Не, зборувам за издржани работи. Другчие го размислил, сега го почнавме веќе дека со буџетот како и да е отприлика кога очекувате да кога веќе отворивме темата, кога очекувате да биде, иако е се уште рано септември. Рано е, да, рано Но, е, до у 15 принцип, октомври треба да влезе во собрание. Искрено, до нова година треба да се донесе, но Секако. има фази кои што поминува по один или во собрание, па нешто се враќа очекувам за назад. 3 недели од денес да ги имаме веќе попрецизно. Ќе има бројките. нешто повеќе со оглед на тоа што и 2025 е изборна година, локални избори. Да, меѓутоа, мислите од аспект на буџетски дефицит да. поголем? Не. Не? Видете, барањата се ужасно големи. Затоа што некои велат може ќе има и предвремени парламентарни заедно со. Ова не сум го слушнала. Па не почнуваат веќе да зборат, ќе има и парламентарни избори, чекајте. Не сум го Тебе слушнала копчиња тоа. летат на сите страни. Димитриевска, го замислав интервјуто малку друго да ви извадам од како политичка економија, како еден вид, бидејќи ова се бизнис муабети, генерално разговараме за бизнис, со луѓе кои што прават пари, односно бизнисмени, малку сакаат и спортисти, последно беше Перо Антич, кој што нели за склучува договори, милионски договори за тоа каде игра NBA и така натаму и така натаму. Што е еден сметко? Зашто сметководство? Јас во суштина не работам сметководство, туку Но дел од тоа ви било фак Да. за своевремено, се враќам малку Сега ќе назад. го- Тоа супер, ви било супер. сметководство. Зашто не менеджмент или нешто? Што Така. сметководство? Не, завршив финансиски менеджмент, при тоа да речеме бев во втора година имавме предмет макроекономија, бев студент на генерација по предметот макроекономија и многу сакав. Меѓутоа, кога завршив факултет, други ми беа желбите, најголема желба ми беше да останам на факултет. Во тој период, за жал, на економскиот факултет немаше прилика, ме примија како демонстратор на правниот факултет. Во тој период и примањата, односно средствата кои што ги одвојуваа за демонстрантите беа многу Па не ни демонстратори, зима- демонстратори не се ни зимаат извинувам. демонстраторите, па Така. се дава некои смешни пари. Така, и некако бидејќи не сакав да сум направен и се откажав од тоа, се вработи во Телеком најпрви на пракса и кога почнав на пракса во Телеком, почнав во сектор даноци. И работата беше доста интересна, во тој период се воведуваше вид холдинг, оној задржаниот данок, се прави анализи на цел Балкан, каква е состојбата, поприлично ми привлече внимание. Но после тоа заминав еден краток период во кабинетот на професорот Трајко Славески, од таму во јавен долг и буџет. Не ми се допадна работата во Министерството за финансии од аспект на тоа дека некако можноста, и тоа е можеби најголемиот хендикеп во администрација, Што викаш, можноста никогаш за овде. напредување, па најверојатно Исто, тоа сум си виш го како тоа кажала секогаш кога така, заминав, никогаш овде се враќа назад карма. Така е. Кармата. Конкурирав тогаш во две банки, тогаш беше Стопанска и Тутунска банка, ме примија во двете, патував за Тетово, повеќе ми одговараше да бидам во Стопанска, Скопска, во корпоративен сектор и така почна се. Најпрви биланси, анализи, и како доаѓаја компанииве, кредити бараат претежно големи компании, Гранит, Бетонот, мислам такви енергетските беа тогаш кај мене како клиенти Мепсо, Елем во тоа време, Евана, и анализираш, работиш, со тек на време си викаш, чекај бе, ја анализирам бројки што некој други спремал, шо има за овие бројки? Вие знаете од прилика нешто, нели, околу сметководство, но не се. И се сеќавам во тоа време, во Скопски пазар имаше директор, господин Јован, не ми текнува како се презива, дојден долги години инспектор беше во УЈП и во Скопски пазар финансиски директор. И имаше некои промени во тој период во капиталот, со хартиите од вредност, тие некои работи. И сега мене ме интересира, имав една колешка, она беше задолжена Билјана за тој предмет, и му вика, господине Јован, ќе ви ја дадам горде, она поише се интересира за овие работи, ај зборнете со нејза.
И така почна. 2010 го родив големиот син и уште додека бев на породилно, бидејќи тогаш и колку и да ни беа платите со сопругот, со други обврски на сите страни, кредити и така натаму, и го замолив татко ми да ми плати да одам на курс на сметководство. И така почна се. Почнав да одам, после тоа веќе кога преминав во Елем, тоа беше огромен предизвик. Елем е, мислам, најубавата компанија која што може да постои за еден економист. И таму додека бев веќе не беше само сметководството клучно, беше многу битно анализата на трошоци. Знаете, оние ископи на јаглен, транспорт со камионите, колку да речеме ви треба бидејќи таму. Кој е калоричната вредност на јагленот, па зависно од тоа какво е производството, и почнав да навлегувам подлабоко. Најдов една обука во тој период беше за контролинг. Тоа е баш она анализа на трошоци, германска школа која што е во 1979 отворена, има почнато да работи. И од тој момент се заинтересирав за тоа и мислам дека јас бев првата генерација на контролори, така ги викаат уствари во Македонија, но не можете да работите анализа, тоа сакам да кажам, доколку немате познавање од сметководство. А вака, приватно настрана се има во сметководството пари? Не. Мислам, тажно е што воопшто не се платени. Сега, јас треба да ова имаш го зборувам. 100 фирми очи да ти истечат, глава да ти пукне, така за да имате нешто овака. Но од друга страна, сега видете, секој од нас си има некаков мотив во животот. Јас велам дека треба човек да заработи, меѓутоа некогаш има и нешто друго нели што те води, ќе направиш некоја добра анализа, повторно врз база на сметководствени параметри, па тие компании бараат кредити, па ако успеете да им ги средите билансите, ќе добијат кредит. За жал кај нас сметководителите не се ценети воопшто, иако не знам колку се свесни газдите дека од нив се им зависи. И многу често знаеме да кажеме банките дека не одобруваат кредити, се бидејќи сум била и од едната страна и од другата, морам да кажам дека кога ќе ги видите билансите на компаниите, кои ќе видите дека ги водат сметководители кои што навистина не ги знаат основните работи и состојбите во книгите се катастрофа, тогаш легитимно е банките да не дадат кредит. Сакам да кажам, сметководителите се многу важни за секоја компанија. Се малку банките, во принцип бараат за големи пари бараат проекти убави, што е и нормално. Банката превзема ризик. Сега ова ќе звучи како да ги бранам банките, но банките превземаат ризик. Банката превзема ризик, но банката има и една одговорна компонента која што во едни златни времења немаше таа одговорна компонента, ги испозаглавија луѓето со кредити, делејќи оние картички кредити. Се тука веќе со физичките лица тоа се согласувам, тоа е сосем друго. На физичките лица, значи морав да постои одговорно банкарско работење. Ти ако го гледаш дека тој зима 15.000, карикирам во тоа време плата, не можеш да му даваш него ваква картичка, таква картичка, а тоа беа тие времиња. Во тој аспект се согласувам комплетно кога станува збор за физичките лица. За правните лица легитимно е и правилно е, банките во почетокот бараат многу повеќе и од аспект на документација и од аспект на хипотеки и така натаму, но низ годините кога вие ќе направите добра комуникација со банката, кога банката ја има историјата за вас, кога знае како работите, веќе се разлабавуваат. Нашите банки имаат пари, така? Да. Ја последно што се сеќавам на голем кредит е на Макстил со Стопанска банка 25 милиони, колку беше. После тоа јас имам одобрено на Елем. Јас сега мислам си одобрило кредитното тело, на јас го работев 30 милиони евра, сега веќе има многу поголеми. Има поголеми, значи имаат. Сега значи тоа значи дека има сметководители кои што знаат добро да прават биланс. Кај поголемите компании, вака да ги издвоиме, кај големите компании и оние средни компании веќе со поголеми приходи на 2, 3, 4 милиони евра, воопшто да се нема дилема дека сметководителите се добри. Малце каскаме во делот на почитување на стандардите сметководствени, тука не сме баш најдобри, но генерално се добри. Кога се во прашање парите, сите и припаѓаат на истата вера. Волтер. Така сакав да ја почнеме емисијата. Согласувате? Да. Има ли милиардери во Македонија? Сега може да во денари? дизирнете. Сигурно има. Во денари, да, во евра. Не би знаела да кажам стварно, затоа што ако се имаме предвид колку е оваа држава краде на 30 години, сигурно има.
Немам дилема воопшто. Не говорам за или нема поштени милионери, милиардери. Сигурно. Јас не знам, може би еден вака ми паѓа на памет, не би сакала да го именувам сега, но ќе го поздравам, го видов во Стопанска комора на Македонија, кој што исто така ме поздрави, голем бизнисмен, може би тој е во таа наш, не е од Скопје, ама е голем бизнисмен, прекрасен човек. Па е еден е тие. Види, ние на прсти ги знаеме, едниот е у Кавадарци, едниот е у Скопје. Така да само што не ги споменуваме. Така, за него не знам, не сум ги гледала, не видете има. Не, добро, сега не ни бараме од вас да ви сигурно не ни... Не знам, не сум ни проверила. Нема ни јачите, чека да видам овој колку знаете пари како, имам, но... не, има една друга работа. Како се мери вредноста на тие луѓе? Преку проценетата вредност на нивните имоти кои што ги поседуваат и нивните бизниси. Сигурно тој 1 милиарда не ја чува негде на сметка. Има бизниси, бизнисите му работат, вртат пари. Добро, ја за тоа зборам. Така Обично кај нас луѓето нели ги гледат и со кога зборуваме со претходните гости, тие ги замислуваат дека тоа е, знаете, пара во куферче, а тоа се пари кои што се на овако отвараш телефон и ги гледаш и... Така е. Но јас зборам за овие другиве сега. Овие се тие кои што работат со поти, тие се за поздравување и кај нив може да ги видите преку капиталот, дека навистина имате сега предметка на процена е која е вредноста на тој имот. Некој ќе го процени повеќе, некој помалку, но во однос верувам дека има и многу милиардери кои што вака не ги знаеме, ама така се го распрскали имотот. Зашто имотот. се срамат да кажат? Или се плашат? Затоа видите, вие имате... Честните се предмет на рекет, другите се криминалци, многу едноставно. Тоа што се овие на листава на Forbes, што се? Мислиме за странските или за кај нас? Да. Ама видите таму, значи, тоа е проблемот со нашата држава. Не можете на јас преку овие бизнес муавети мене ми е и тоа идејата. Ако е ние за секој успешен лесно знаеме да изговориме криминалец. Така? Не. Јас еве спомнав еден за кој што не го говорам за вас, говорам за како не лично вие, туку како народ, знаете. Да. И можеби за тоа не се плашат, туку луѓето се викаат седи на страна да не кажам. Јас сигурно има еден мал милион млади луѓе кои што работат навечер дома преку компјутери, се бараме тоа, кои што заработуваат можеби не милиарди, меѓутоа илјадници евра. Тоа е, јас колку и да зборуваме дека не е така, јас сум убедена најмногу дека се сведува на тоа да не бидат уценувани од различни групи. Кој ги рекетира честните? Видете, секој пат тоа може да биде различно. Јас имам, например... Партиите рекетираат? Не, барем за нашата партија, затоа и баравме ние буџетско финансирање. Затоа и баравме и гледате, јас до овој момент немам обврска кон никого по ниеден основ. Но знам и такви ситуации, каде што, например, низ годините се случувало да побараат мислење во однос, да речеме, на овие финансиски поддршки што ги даваше владата и така натаму, и да кажат не, сепак се одлучувам да не земам, зашто знам дека после ќе влезат, ќе почнат да гледат и чепкат. И сега, например, еден таков познаник, сега во моментот е во куќен притвор за некој предмет за кој што во суштина не знаме дали е предмет. И човекот е притворен во Хрватска, не тука. Човек кој што со Македонија воопшто речиси да не работеше ништо. И секој пат гледаше да не биде трн во око на останатите, затоа што се трудеше да си работи честно и надвор. Тој работеше надвор од држава, да стациониран тука во Македонија, во смисла на административно, одделно работеше. И сега, видете, еве, тој човек ми паѓа како прво нешто прекрасен светски човек. Буквално можам да кажам светски, стручен, професионален во работата. И сега во домашен притвор? Македонец кој што живее во Хрватска? Не живее во Хрватска, живее тука, притворен беше во Хрватска, па донесен тука. За ништо. Затоа бизнисмените во најголем дел се кријат, бегаат, не се... Чека, како за ништо? Така, за ништо. Кога ќе тргнете да распрашувате зашто и како, ќе сватите дека е се за ништо. Целта била да му се уништи бизнисот. Тоа е суштината во Македонија, тука е нашата болка. Да не разбереме дека некој работи добро. Се сеќавате, еден период имаше, викаат, транспортниве компании работат добро.
и шофери, и почнаа шоферите, ќе купи еден камион, два камиони, он ќе возил, ќе излезе од компанијата. Имавме такви ситуации. Кај нас секој мисли дека може да работи се. А ние имаме проблем со тоа. Реално имаме проблем на секој поле за И тоа. тоа е затоа. И сите се знаат. Затоа газдите, зошто сега си вика да си имам ја проблеми во предизвикувањето, работи кјути терес, зборувам пак Ама за ние мораме да именуваме таа перцепција. И мораме ова апропо ова што го говорите бели книги да се дава. Се согласувам. Како сакате. Но еве, како да направиме ние подобра економија? Како да ги да не ги оптеретуваме толку луѓето да се занимаваат со политика? Знаете, сега денес е лесно, сите седнуваат и сите, затоа велам, многу лесно се расфрламе со зборови од типот на ајде криминалец, сега ти најде да ми кажеш. Ајде сега ти најде да ми кажеш, Гордана ја си ја викна, сега она мене ќе ми кажува, ја знам, знаеш, нема врска. Битно тоа се такви се мобитите. Сега како ние да направиме една нормална економија да функционира, како да имаме стрекни газди, стрекни работници. Колку и да зборуваме дека може би во овој, односно барем ја мислев дека кога зборувавме за правосудство, дека тоа некако како да беше поврзано со државниот апарат и компаниите кои што работат со државата. За да денес еве имавме состанок со странските инвеститори да слушнам и од нив разговори дека се комплетно разочарани во одредени предмети и остана фрапирана. Што им смета на нив? Имаат предмети кои што катастрофално завршуваат на суд со тие подкупи кон судиите. И тоа е страшно. И сега замислете и со тоа многу се расфрламе. Има впечаток дека и со тоа. Не, ова денес не беше јавно, па сега некој во затворен круг. Ако во затворен круг некој тоа го искоментира, никој друг не рече дека не е така, загрижува. Факт е дека владење на право за странските инвестиции било проблем. Тоа е. Но некој ќе ви рече, чекате ве, па ние на тие странски. И за нашите, не само за странските, кога зборувам, веќе зборувам и за едни и за други. Тоа е еден од условите кои што ги немаме. Владење на право? Да. Или корупција? Или тоа е исто, стари? Да го кажам. Меѓутоа, имате и многу други проблеми. Јас се сеќавам кога ја отвара фирмата. Предпоставувам и вие истиот проблем генерално можеби сте го имале. И сега нормално ќе отидете кај адвокат. Да, првен беше за консалтинг и потоа проширивме и за други работи. Одам во, тоа беше 2017 на крај, октомври некаде така. Јас сум под тазе сум ја. Да. И ама не се сменило ништо. Сега ќе видите дека не се сменило ништо. Не малку е сменето да ви кажам право, затоа што адвокат, па централен регистар и таму супер, ама исто во моето време беше исто. И сме го имале истиот адвокат, односно адвокатка која што е прекрасна, професионална, тајчи да ја поздравиме сега. Немам збор во тој дел, но кај доаѓа проблемот? Кога ќе треба да се поврзете со управата за јавни приходи. Треба да купите токен, кој што ви е оној електронски подпис, и вие веќе имате проблем. Први имате две опции, да го купите од КИПС или од Телеком. Барем во мое време беше така, 2018, сега не сум 2017. До таа фаза, сега стигнувам. Кога ќе дојде сега токенов да го инсталирате, тоа 3 дена инсталирав токен. Бара некоја јава која што во светот не се користи, веќе не можеш ни да ја симнеш на интернет и почнуваат проблеми. И јас тогаш во тие 3 дена мислев дека срцев удар ќе преживеам. За после секој едно пријавување кој ќе дојдеше за дали било персонален данок или со фолио броевите, дали било за ДДВ пријава. Тоа беше страшно. И на крај нормално си вработив човек за таа работа, викам не можам јас ова си работам со бројки, со анализи. Не можам јас да бидам сметководител сега. Не, видете, многу макотрпна работа и на вистина. И сега, ова е и кој се ќе тргне, а да не зборуваме. Инвестиција да прави, да почне по институции, по одобренија, па вакви така. Ами сега, патот до успехот е не е послан со рози. Јас не велам дека ние не почнуваме. Апропо странските инвеститори. Да, ние имаме проблем владење на правото, не се правиме сега ние као не сме од овде корупцијата, значи не е тоа кој што е измишлјотина нашата, а ја има и во Европа, меѓутоа кај нас со многу поголеми размери. Кај нас е исклучително можеби изразена, но имам впечаток, не сакам да ги напаѓам ја странските инвеститори, дека они во еден момент можеби злоупотребуваат
нешто кое што своевремено Груевски го дал, а има страшни бенефиции. Така. Да, Па за нашите домашните реагира од аспект на тоа и плаќате придонес и не знам што, не знам како. Видете. Но имаме и ние самите непознаници. Секој пат кога се носат одредени одлуки, треба да се односат транспарентно и да се објасни на граѓаните зошто се носат. Се она што станува недообјаснето прави сериозни проблеми и тогаш почнуваме да се сомневаме во се. Тогаш Причината поради која што се донесени странските инвеститори во тој период се девизните резерви, односно приливите. И од тој период до денес имаме и многу зголемени девизни резерви, приливи имаме редовни. Бројот на невработените во тој период и нивно вработување во овие компании и клучно, никој, например, не го интересира како Народна банка успева да го одржи девизниот курс на еврото 61,5, ајде како просек што го земаме од 4,3 до 8, зависи 6,7, нели? 7-8. Продажен куповен, но 6,75, ај вака да го кажеме, како некоја средна вредност. Никој тоа не прашува како се случува. И притисокот кој што би се правел, доколку би ги немале. Неколку не користат во тој странските моментот инвеститори. не користат. Ја немам ништо против странски инвеститори. Дури кога ќе погледам дека во Србија дошол, не знам, сега карикирам Фијат, ова и оној, па побого ние за еден Лидл у несвес испопаѓавме. Од тој аспект јас немам проблем. Остан од тој период. Не е тоа е сега. И за таа битка, па ние сме правиле прилози, одиш во Албанија, па да види тамо кој дошол, па битка тука со Србија за да влезе странскиот инвеститор. Сега можеби да ја сега користи веќе малку. не е толку важни се странските инвеститори. Тоа е факт. Меѓутоа, во минатото тенденцијата на таа влада било се тоа што го кажав, при тоа да се намали бројот на невработени лица. Ма на сите Кои што влади ќе намазат, земаат не од плати, Груевски, така натаму. предходно ако сакате Се- Бучковски со Џонсон, Мети Џонсон, Контролс и така натаму. Сега, веќе, ние немаме ефтина работна сила. Не, ние немаме ефтина работна сила, меѓутоа ние немаме ни квалификувана работна И сила. квалификувана дополнително. Па кога велам немаме ефтина, баш заради тоа. Малку имаме квалификувана и таа е скапа. Да. И сега веќе треба приоритетите да се менуваат во насока на тоа дека треба да обезбедуваме странски инвестиции, Јако, кои нека што во биде исто скапа. време Па зашто нашиот да Тоа бега, сакам- па нека работи тука за Така 1000 е. евра, па нека извади странецот пари во август. Затоа, сега значи, што? треба да се менуваат само приоритетите, но не треба да се откажеме од нив. Зошто ни се потребни? Се додека нашите компании не го достигнат нивото на сериозна можност, да речеме, за извоз надвор од државата, ќе ни бидат потребни. Зашто извозот значи девизен дефинитивно, прилив. да. И затоа велам, има причини зошто е имало причини зошто е сето тоа така, ние продолжуваме нормално и сега полека ќе треба да гледаме, бидејќи колку што можеме нели да забележиме во делот на извозот, особено кон Германија, таму се овие најмногу странските инвеститори, нешто последниот период каскаме, имаме помал извоз, што и дава сигнал дека веќе они најверојатно произведуваат производи кои што, бидејќи во индустријава, знаете, и технологијава, и сите работи се менуваат. Светот е, ние живееме во едно тотално лудо време. Така. Одвојни од едно друго. Сега, вие своевремено како опозиционери критикувавте, меѓутоа времењата се тие. И Германија, како што велиме, на крајот од денот, не ја споредувам со Македонија, можеби не е тоа што било, затоа што и таму има оцелување на квалификуван кадар кој што оди во Америка, па наши доктори заминуваат во Германија, но тоа е Да го разграничиме и тоа. тотална друга приказна е тоа. Во однос на исцелувањето кога збориме. Јас секој пат сум го зборувала истото. Имаме два типа на луѓе кои што се селат. Едни, за кои што Македонија е многу мала. Сакаат поголеми предизвици. Мојата золва е преселена од Македонија во 2001 се заминала во Германија, сигурно 2000 или 2001, така. И живее таму, децата се таму родени. Значи, вие секој пат ќе имате млади, амбициозни луѓе, на кои што границите на Македонија им се тесни. Така е. И тоа е природно.
Што правиме во другиот дел кој што заминуваат поради тоа што не сакаат да чекаат редови, имаат проблеми, не можат во болница да завршат работа. Ама истото и во Канада сега. Еве јас ќе ви кажам пример. Напад на жолчка ќе чека 6 месеци. Во однос на Близо здравството кој што е тамо. Кој што вели 6 месеци. Еве онда си во Македонија веднаш ќе напишеш на Facebook, па ќе те примаат. А таму си ти си седиш. Пазите, немам намера сега ја не се споредувам дека Македонија е нешто вау, ние ги имаме сите овие проблеми кои што се со кои што ги споменуваме и не за џабе кога ја споменавме Германија како беше она кога Германија ќе кивне економски кажеме цела Европа да не збора Македонија е болна. Така е. Видете, еве ако зборуваме за здравството истото и со Германија, многу интересна ситуација. Мојата свекрва отиде да ги чува внуците, значи на децата на золвами, тие беа на пат негде во Африка и се разболе внуката. Качи температура 39 со 5. Мојата свекрва не зборува германски, добро децава повозрастни беа, одат во болница и докторката вика, не, шо е, кој ќе качи над 40, така, тогаш ќе дојдете. Така, нас знаете што се прави со тоа. А јас мислам дека моево дете да видам дека 39 со 5, со 7 готово. Трчаме во болница така, сите. Иако не ви го примат во болница, веднаш ќе пишете на Facebook Така, дали е ова нормално. така. И имаме ние можеме, ако сакаме, имам чувство дека можеме да направиме од ова да бидеме држава. Колку сме далеку од една Словенија? Сакате економски, сакате денес вредносно. многу интересна работа. Денес, например, дискутирав, ги имав собрано сите кај мене во Министерството и беше директорот на Државниот завод за статистика. И дискутиравме околу одредени проекции кои што Чека, тамо е уште апостол, така? Не, имаше Ги смена. сменивте, се испоменивте? Не се. Таму Добро, само стана имаше некој. промени. Не. Во Министерството за финансии речиси да нема промени. Вчера Многу кога ситни имаше корекции. една Сега. смена. Значи, каде? Па вчера не знам кај менувавте таму, стигнаа нови кај имало директор во Пион, во вамо. Ама не, јас зборувам во Министерството за финансии на раководни на позиции. раководни Све позиции. нема ниту една смена. Ситно имаме 2-3 корекции, можеби. И тоа хоризонтални се таму кај што. Ви пресретнав со муабетот. Денес ги собрав и велам, ајде да видиме во однос на бруто домашниот производ генерално нели излезе податокот што и како е, што да очекуваме и така натаму. И сега се почнува одма. Знаете, тоа се проекции. Не е излезен за вториот квартал. Чекайте сега да излезе. И сега ги слушам и им велам. Добро, луѓе, дајте ми по индустрии, точно се знаат во колку компании имаме. Сега тоа цело време напред-назад. И се наљутив. Модел ваков, модел таков. Викам, знаете, кај е нашиот најголем проблем? Точно е дека доаѓаат луѓе од Америка кои што ги обучуваат, имаме Светска банка. Меѓутоа, тоа е Америка. Ние сме со 1,5 милион жители константно тука. Па кај нас точно се знае секоја компанија колку придонесува. Ако се 10 најголеми, дајте бре да ги слушнеме и да ги прашаме како сте, како вие. Ако го смениме пристапот на работа. И сега ми велат, леле, ова е микропланирање. Кој е микропланирање, колку Што е компании микропланирање? големи имаме ние во државата за прсти да ги микропланирање. избројаме. Така, а знаеме дека мал потрес кај некој од нив. Еве, затварањето на фени колку влијаеше исто негативно на целата економија. Или замислете да го рестартираме фени да успееме. Тоа е мала економија кај што со мали промени може да се постигнат големи резултати. Во контекст на тоа, сакам да кажам, Словенија е многу пред нас, но со добра организација, ама ако си има волја и желба, може би не веднаш, но за одреден период, сигурна сум дека можеме барем да им се приближиме. Колку чини Македонија во пари? Буџетот е околу 5,3 милиарди. Така, колку би биле, не знам, онака вредносно сега. Не као леп да купуваш или пазар, од прилика како можеме да ја процениме. Не знам зашто зборуваме пред некој ден, За еве пари. сега ќе ја поздравам и Маја Кадиевска Војновиќ, она правеше некои анализи за Па не, данокот стварно на не знам. имот. Па го проценуваше имотот, се трудеше, правел анализи. Не знам зашто зборуваме за да кажеме колку вреди Македонија. Имаме работи кои што се 30 години се искрадаа толку пари од оваа држава. Толку сме богати? Епа, значи за да имаме така милиардери, значи да. Колку милиардери имаме ние?
Епа. И иден ако имаме до 20. Не верувам дека Израчунајте ги буџетите во минатото, извадете тие ги. беа 2007 која споменавме беше дури ни милиарда не достигнува 2005-2006 година буџетите. Ама вие Тоа ги за сега. гледате, тоа е интересниот момент. Вие, например, ги гледате постојано буџетите на државата. Надвор од нив. Па зато Имаме прашав енергетски колку- компании, имаме шуми, национални шуми, јавното предпријатие, имаме патишта, имаме еден куп Ништо друштва, немаме, ама сега так се нема ништо, така? немаме, така. Ама Но како трупа- стигнавме до тоа, но- ништо да Епа немаме. сега и ВМРО и СДС, но Ама трупавте сега внатре. вие прашавте, не, Ја видете. прашав колку е кошта колку е вредноста на Македонија. Не можам- Колку вреди Македонија? Не Сега не можам- да ја продаваме како остров, туку колку вреди Македонија? Не можам да проценам. Овие 30 години колку пари Само се имаат активата изнесени? на ЕСМ е огромна. Со тие хидроцентрали, термоцентрали, ветерници. Што е лекот за Македонија? Што е спасот за Македонија според вас? Чесен пристап и одговорен во работењето, писмен кадар на соодветни места, кога зборувам за тоа, мислам и на Квалификува. јавниот и на приватниот сектор, квалификува не само во работата, кога вика Апсолутно. писмен, верувајте, Да. да знае кој ќе прочита членов од законов, да знаеме да се разбереме што читаме. Бидејќи имаме и ситуации кај што не се разбираме што читаме. Не се разбираме или не сакаме да се разбереме? Мислам Некогаш и повеќе не не са. се разбираме, тоа што не сакаме една Тоа е работа, уште повеќе мислам пострашно, дека ако не се разбираме. е уште пострашно. И тоа сето прави проблеми. Може многу да се поедностават работите и поедноставно да се функционира и да се живее. Шо е проблем да се направи дигитализација? Чини пари. Но ако ние кажеме дека приоритет е да ги дигитализираме за фирмиве да немаат пример проблеми, можеме да го направиме тоа. Еве директорка во УЈП со една ситна корекција што ја направи да не мора да се оди до УЈП за било какво решение да се земе електронско ќе ти го вратат назад. Што беше проблем? Електронско сандаче, има сметководителот, може да прати електронски да потпише, ќе му се врати назад исто. Зошто мора да оди на шалтер, Па да вие- чека и се да го подигне. Па вие крв кога ќе одите на државно да ви земат, па ви викаат дојдете во еден по резултати, не ви ги праќат по мејл. Така е. Еве, и ова е исто така. И при тоа, знаете што е проблемот? Например, за мене како економист, никој не рачуна дека вие со самото тоа што треба да отидете по резултатите, трошите пари. Како трошите пари? Вашето време е пари. Половина час да излезете од работа, да отидете до некаде, да не зборуваме паркингот, гужвите, нервозите, па поздравието нервозите, па утре лекарства заради истото. Несватливо. А при тоа, еве, конкретно па за оваа ситуација, пример, имаме мој термин, јас мислам дека во мој термин треба да ги има овие податоци. Колкав буџет е потребен на Македонија за да функционира нормално? И, потребен ли ни е ресет, например? Знаете, она како велат, да можам да ги... Сега јас ќе се обидувам лаички, а вие ќе го преведете макро. Заглавен во кредити и си велам нешто да има, да ме спаси, да почнем од нула. Например, колку нас не треба да почнеме ние од нула, да се ресетираме и да речеме ај сега почнуваме од нула. Иако тоа е невозможно Тоа сакам да кажам, невозможно. во услови Па на... прво, за да може тоа да го кажеме, треба да имаме пари да ги вратиме оние 9 милиарди долгови. Евра, така за да ресетираме од нула. Добро. Тоа е прво што треба да го направиме. Па ќе стегнеме малку, нема да вработувате партиски Ама луѓе како? во ваквото Вака. ќе... Не. Се јас кажувам каква е ситуација во овој момент. Тоа би требало првично да биде. Од овој аспект невозможно. Зошто? Не е проблем само вработувањата. Што ќе правиме со постоечките? Со кои постоечки? Со постоечките вработени. Направиме реорганизација да видиме што ни треба, што нас ни треба Јас дадов функционална, јас дадов администрација. функционална анализа да Да. се направи, таа мислам со ребалансот, тоа беше еден По од предлог. проекти за самовработување, па ете, знаете, мораме да ги натераме луѓето да излезат Така е. од комфорт зоната и да Се да не се согласувам. плашат. Од Дадов тој јас аспект. еден предлог за од повеќето предлог заклучоци што беа со ребалансот, еден беше да се направи функционална анализа врз основа на која што ќе се констатира. Се имаме друг проблем. Што правиме со дел и од таа администрација која што комплетно е некорисна.
Јас во министерството кој пат да се свртам со истите луѓе, 30 се на број што ги гледам околу мене цело време. Но тоа е нон-стоп така. И да предходникот пред вас, и Бесими, и пред Бесими, и пред Ставревски, и пред Славевски, и пред Поповски. Така. Тие се луѓето, освен некои што отишли у пензија. Буџет работат 5 луѓе, на кои што сега. можете да се Да. ја карикирам сега. Да, и лош беше примерот. Имаме многу други сектори. Карикирам, добро. Иначе буџет и трезор се секторите кои што го носат најголемиот терет, бидејќи буквално работат тие- сите, невозможно е да не работат, таму е денот од сабајле до вечер се работи. Во исто време јавниот долг и меѓународни финансии, тоа се кредитирањата и тие исто имаат големо оптеретување. Праќаш писмо до градоначалничката на Скопје, не те регистрира, не одговара воопшто, враќаш кредит за ЈСПП, незе кој ќе текне, ќе ти врати пари. Не може така. Или ќе комуницираме и соработуваме сите, не може. Нема, чепнува Не, малку политика. или ама видете, колку и да не сакаме, значи да зборуваме за политиката и таа е на некој начин Ама сега видете, составен сега дел, можете затоа да си што седнете СДС и прашавте ВМРО. колкав е буџетот. Да. Или колкав би Некој требал да буџет биде. би ни бил потребен Така. за нормално да Сега, живееме. ние можеме да рационализираме и сега. Фокусот да ни е во прибирање на оние приходи кои што не се прибираат, и таков заклучок има исто така дадено на влада, бидејќи ниту една институција не се грижи. Ова не го кажала министерката за финансии, ова го констатирал Државниот завод за ревизија. Јас со државниот ревизор имав состанок и тој ми кажа, приоритет број 1 е да се научат да си ги прибираат своите приходи. Тие ќе треба да приберат пари, уопште не се заинтересирани. Пример, даноците на имот на општините забораваат и решенија да пуштат. Не зборам за Скопје, зборувам за Други општини. надвор од Скопје. И сега, тоа е едниот момент кога они би прибирале, би останувале средства во буџет. Плюс кога би се прибирале приходите како што треба да се прибираат, би имало доволно средства во буџет. Плюс ако ја рационализираме администрацијата, би било подобро. Понатаму, не знам, да видиме во сива економија колку имаме со договори на дело што работат, што не исплаќаат плата, да ги ставиме да плаќаат како што треба, па ќе ги наполниме придонесите, па трансферот до ПИОМ нема да биде толкав. Во исто време во Фондот за здравство. Сте слушнале дека во Фонд за здравство, односно во рамки на здравствените институции, имавме една во која што секретарката имаше 98.000 денари плата. Јас, например, слушнав пред неколку дена, тоа беше прв пат, дека во државата, уште на времето Иво Ивановски имал воведено некој систем за обработка на плати. Тој систем требал да вклучи повеќе од 3000 институции. Во тој систем почнал да функционира во 2018 и внатре се само министерствата. Ниту една друга институција не работи во тој систем. Еве, можеби, уште неколку други, нека ми простат ако има. Но кај е клучното? Во здравство. Сте слушнале за активни и пасивни работни сати на повик, докторот дома спија, ќе го викнат, се пишал како на работа и му тече дневница. Имаме чудни ситуации. Сега, ако почне да се применува тој систем од страна на сите институции кои што треба да го применуваат, тогаш ќе видиме кај се платите на сите во државата и ќе се изнасмееме кога ќе видиме дека министрите се негде на дното. Сега па се враќате на ова за 78% покачување. Не, нема да, значи вака нема да имаме ние. Се ние. изнервиравте на тоа, ако треба да работам, нема да работам за таа плата, како беше. Прво тоа беше на брифинг со новинари и воопшто на не брифинг беше. во сосем друга конотација беше кажано и сосем друго беше. Јас ај сега вака, ајде да ги повикаме новинарите да истражат кој е лицето во Министерство за финансии кое што има примања месечни повеќе од 180.000 денари. При тоа не ги зема сите пари од Министерството за финансии, од различни институции. Зошто новинарите тоа не го истражат? А прави нешто кривично дело или? Дали законот му дозволува? Ама законот дозволува, зашто ги назначуваат управни, надзорни, наваму, натаму. Не дали прави кривично дело?
Немаме кривично дело. Па зашто да И па не прави министеров кривично дело прави со 120.000 денари плата, а овој работников со 180 без никаква одговорност, никој не го Тој е спомнува. работник или е доктор? Сега зборам за Министерство за финансии. Аха. Не за докторите. Добро. Сега не зборам за докторите. А за во не. финансии? За во финансии конкретно. Па Испитал добро. некој? Па добро да излезете и вие да работите го истото. Не За можеш. поголема плата. Она што е Мислам, интересно. видете, ако не прави кривично дело, нека прави пари ако е задоволен. Ама А тој зашто? работи во... Не. Тој не работи надвор од институцијата, па има договори ваму таму и услужува нешто. Тој работи внатре во Министерството 8 сати. И? И плюс со други такви управни, надзорни, не знам што, стигнува до ненормално високи износи. Вакви има и на други места. Јас само посочувам и знаете што е интересно? Не го констатирав ја ова. Кога се менуваше власта, ми го кажа, пошто знаете, кога се менја власта си одат едни, доаѓаат други, Да. ќе си поразговараат, ќе пред очот Да. да кажат. Тоа е тоа што смета. Ако одговорно лице на Министерството за финансии сум јас подпишувам се. Имам плата 60.000, 60.000. Сите други можат да бидат под мене затоа што сите носат на подпис кај мене, а утре ако има нешто спорно, јас одговарам. Тоа, а не беше кажано ни во овој контекст, јас се ова го објаснувам. Суштината беше сосем друга. На Добро, тој а вас разговор ме прашува затоа беше- што како опозиција говоревте за намалување на тие 78%, Уставен суд дека вие кога ќе дојдете на власт дека ќе Јас ги не сум намалите. зборувала ништо од тоа. Добро, и сега И- јас не бев на брифингот и не знам, Тоа само сакам да излезе кажам. министерката рече дека ако треба да работи за помала плата дека ќе си замине Ама видете, Вадеш. дали ќе е помала или поголема, кога јас ќе заминам, јас одлучувам. Не може мене никој да ме попречи. Никој. Ако седам јас до 11 сатот на работа, исто е моја одлука, зашто сакам да биде се направено или сработено професионално, така? Во исто време, додека се работело и саботи и недели во Министерството, и не стануваше збор за работниците. Ние зборувавме во тој момент како постојано во континуитет Министерството за финансии работи јас како министер и каде беа моите колеги. Со чест на исклучоци имаше и такви кои што работе. Но не сите. Ама сите имам иста плата. И сега вие кога ќе прашате некој друг, ќе видите, па немам проблем јас со тоа да ми се намали платата. Зошто? И вака и така, по Вие се пак сте на релаксирање. истиот став дека за навалување на платата или? Не, јас апсолутно не зборам. Јас дадов предлог. Јас не сум надлежна за платите. Министерството за социјала е тоа кое што ги работи законите. И јас им реков, повелете, изработете закон. Во исто време, оние кои што ги покачија платите, да направат корекција, да вратат во буџет се што зедоја плюс, бидејќи тие најмногу ме нападна и кажа дека сум била лицемерна. И јас реков, све ќе прифатам, ама први нека ги вратат парите, да се искоригира законот. Се што зедоја за овој период повеќе од тоа што го има. Ако имале 65.000, а сега 125, тоа се 60.000 плюс. За сите месеци да ги вратат во буџет средствата, бидејќи тогаш ме нападна дека нема и за образование, а они до пред 2 месеци беа. Нека ги вратат парите, нека го сменат законот, а моја лична одлука јас што ќе правам. И јас не мислам дека, нели, кога ме назначиле за министер, готово, Гордана, живот или смрт. Ако не е она, пропаднавме. Смешно беше и тоа. Сите има замена. Не е никој вечен. Јас можам да работам, Мишко, ти мене многу добро ме познаваш. Јас и за нула можам да работам. Јас работам со љубов и со посветеност, но не дозволувам да ми се подценува интелигенцијата. Ова е навреда, јас за тоа зборувам. Ете, тоа е тоа што човек избувнува и во собрание. Па кој ми збори? Тој истиот што он си го смени законот, он си ја покачи платата и сега он вели министерката е лицемерна. За каква лицемерие зборуваме? Па што ги смени платите? Зашто даде повисоки плати? Зашто носеше такви одлуки? Па добро, тоа е нивна политика, ова е ваша политика. Ама повторно не е кај мене, јас не Не, сум ја не министерот зборувам кој што ги прави.
законските предлози. Тие се надлежност на друго министерство. Не се во... Вие мене може да ме прашате за законите од мојата област, да ме прашате за закон за буџет, за закон за извршување на буџет, за лизинг, финансиски друштва, закон за игри на среќа, се што е поврзано и каде што моето министерство е надлежно. И јас тука знам како ќе одговорам, но во другиот дел не сум надлежна. И пак ќе кажам, не е суштината дали ќе бидат 120, 80, 60 или 0. Суштината е во тоа дека треба да биде фер за сите. Затоа што додека јас работам во министерство, мојот сопруг работи приватно, во ниту една комисија не е назначен, ниту ќе дозволам да биде назначен, ниту пак некој од моја фамилија е назначен, било каде. И сега во исто време, ајде да се вратиме и во претходната гарнитура, да видиме како беа едни оваму, жена му таму, мажот ваму, да ги видиме и тие работи. Да видиме управни, надзорни, децата кај им биле. Јас за тоа зборувам. Пак ќе кажам, кој ќе рече ти за 40.000, Гордана ќе отиде и за 40.000 да работи. Зошто јас за оваа работа, кога се нафатив и тргнав да ја работам, не ја работам затоа што платата била 120.000 и точно тоа им го кажав и на брифингот. Јас тие пари ги заработував. Дали ќе ги имам, сопругот сега работи повеќе и за двајцата и тоа е тоа. Приватно е приватно, не си отишле клиентите, тие се. Од приватен сектор се. Суштината е само, дајте еднаш за секогаш да имаме фер пристап за сите. И апропо еве сега ова, ќе спомнам институција со 7 вработени. Во која што имаме директор, заменик и од нив 3 раководители и 2 работници. Ето институцијата. Директорот може да има коефициент, така. Која институција? Оф рекорд ќе го кажеме после. Колку има 7 вработени? 7 вработени. Директорот можел да има коефициент на плата помеѓу 2,7 и 4,1. Јас имам 3,3. А надзорниот се договорил, па на средина некаде, ни напред, ни назад. Јас за ова зборувам. А ова сега е формирано или претходно? Не, и претходно било формирано и сега. И сега си постои. Јас за тие работи зборувам. Ако зборувате, тога зашто правите нови министерства? Не, ама видете, министерства правиме, ама укинуваме други, сосем надлежностите се менуваат, ние се ќе спојуваме по законот за влада, сега ќе спојуваме институции, мора да го намалиме бројот на институции ние. Ние сме се обврзале на тоа. И тоа не е спорно. Ќе го намалиме. Јас зборувам од аспект на тоа колку е комплетно цел систем уништен. Како е возможно во одредени институции со колективни договори да растат платите не е нормално, а вие во образование и во здравство, при тоа зборувам на техничкиот персонал, да не им обезбедите плати. Или ми стигна писмо пред не цел месец од службите, техничките служби или како да им се викаат од јавно обвинителство. Јас кога зборев за плати, зборев на јавните обвинители, кој ги спомна службите. И сега тие се расправаат со мене и они биле внатре и им требале повисоки плати. Па кој рече вие дека не заслужувате повисоки плати? Значи не може да се вадат работите од контекст, да се случа едно парче во некој разговор. Ние сега разговараме и ќе разговараме 1 час. Ако сакаат ако сакаат да не испочитуваат и да ги слушнат на вистина работите што сме ги кажале, треба да не слушаат внимателно од почеток до крај. Секој исечок на било кој дел, дали ти што го спомна или јас, ќе не однесе во друга насока. Добро, тоа е за да не гледаат. За да видат меѓутоа, работите не можат да се кажат во 3 збора. Економијата е комплексна работа, ние тука и за бизнисот зборувавме, и се жал ми е што секој пат зборуваме и за политиката. Јас многу повеќе би сакала да зборувам за приватниот сектор. Толку малку се растеретуваме сега пополека. Важите за влада, која што треба да биде блиска до бизнисмените, и тука не идовте на критика за намалување на данокот на што се разгледува. Вака. На добивка. Точно. Значи, во однос на данокот на добивка, ние не зборуваме дека ќе го намалиме. Ние рековме дека данокот останува 10%. Да, дека се размислува, дека се разговара. Председателот даде предлог
само за профитни центри, односно компании кои што би имале над 50 милиони евра профит кој што би го донеле во Македонија. Тоа е малце посложена проблематика, не е така едноставна за објаснување. Но, еве сега го имаме глобалниот данок од 15%. Вчера имавме состаноци, денес имаме состаноци. Јас сум човек кој што секогаш сака да ја зборува вистината и да е транспарентен. Вчера разговаравме со од ревизорскиве куќи Big Four, да ги речеме, дојде еден консултант. Јас му велам, све тоа супер што ми го објаснувате. 15% ќе плаќате во матичните, односно ако плаќате 10% тука уште 5 таму, еве да го зголемиме на 15, па нешто да субвенционираме назад, да не ви е терет, да речеме да помогнеме за вработени, за доквалификување и така натаму. Дајте ми даночни биланси, да седнеме заеднички да ги пополниме, за да видиме ако ние признаеме или не признаеме одредени даночни расходи, сега за тебе во моментов не е толку, но дајте да ги направиме математиките. Тој ме вели, јас не сум сметководител. Доста е веќе од теории, пишување на закони, без имплементација фактичка, реална напишана. Се договоривме да ми помогне и тој да достави, дадов налог и на луѓето кај мене во Министерство за финансии. Јас сакам конкретни работи. Сакам да седнам, да извадам примерок, да ја видам компанијата во Македонија, да се пополни даночен биланс и да се види мајката во Германија што ќе признае што не. Што ако јас напишам дека на одредени компании ќе им враќам пари назад за наместо 15 да плаќаат 10%, така, на некој начин 5% како субвенција да им ги враќам за добробит на вработените повторно, кога тие на некој друг начин повторно ќе ми се вратат во даночните биланси, ја морам да најдам механизам по кој основ би можела да враќам пари и како, или како да одбивам, за да можам да ја видам пресметката реално. Затоа што тебе глобалниот данок ти вика, не е битно што мојата ќерка компанија во Македонија напишала во својот даночен биланс. Јас си праќам мој и викам по мојот да пополни. Сваќаш сега, знам дека е посложено, но сакам да кажам, мораме со практични примери. Доста е веќе пишуваме теорија, не размислуваме. Еве, ќе напишеме закон. Сме те заборавиле. Како фирма, како се и после, овој тип на компании не ги опфативме, без затоа дајте да седнеме, да ги напишеме. Дајте една јавна расправа во интерес. Треба еден политички поширок консензус да направите на повеќе полиња, говорам за сите политички партии и ако сакате здравство и образование, па и финансии на крајот, за да видиме на кај тераме, што тераме. Светот го вртат парите, морам да привршувам. Кога се парите во прашање тука и политиката, милиарда или пола милиарда стигнуваат од Унгарија? Сега до крајот на годината е оваа пола милиарда. Во јануари баравме уште пола милиарда, затоа што на 18 јануари ни доспева еврообврзница. Ова сте го објаснувале. Зашто барате од Орбан пари? Зашто не од други банки? Затоа што се поевтини каматите. Ве денес, например, ми израдуваа многу моите вработени. Ми рекоја за прв пат ќе книжиме дека имаме помали каматни трошоци затоа што ќе вратиме еврообврзните со многу висока камата, а ќе земеме со пониска. Ја бев многу среќна. Да, но 13 милиони евра ќе заштедиме. Но тој заем има многу поголема политичка порака. Во кој смисол? Во секој смисол. Каде е проблемот? Виктор Орбан и па проблемот е што, например, еве шпанците отфрлиле да учествуваат пари од, како се вели, од унгарците за железница. Вака сега, дали Унгарија е дел од Европската Унија? Не сме земале ние кредит од некоја земја која што не е надвор од Европската Унија. Па добро, зашто не земавме од Шолц, например? Затоа што ние разговаравме со германците. 3,25 или над 4,4,5. Што еве вие да сте во мојава кожа, што ќе кажете? Ќе платите 3,25, ова не се мои пари. Ова се пари на граѓаните. Апсолутно. Ама зато 3,25 или 4,5. Зато имате и Светска банка, имате Европска централна банка и така натаму, сега да не ги редам, имате еден куп институции. Зарем мислите дека нешто не сме провериле пред да се одлучиме на овој чекор? Зарем мислите дека така е направено? Сајте да ме кажете дека во овие милиарда или еве сега пола милиарда. Каматата е во моментот од 4 до 4,5% кај овие кредити. Нема ништо политичка, како се вели тоа, не врска туку ургенција? Не. Не. Во овој момент, ако сакаме да излеземе на европскиот пазар и да издадеме еврообврзница, ние нема да бидеме под 5,5-6% камата.
Секојдневно ги добивам каматните стапки. Сега тоа ги видите. Е, А па, државни записи да Јас, продават? тие се 5,6 и Нашите нагоре. банки имаат пари, нашите банки. 5,6 и нагоре, 5,6 на 15 години. Ништо не сме направиле ние да не ги проверуваме работите. И на дневна основа ги добиваме. На дневна. Ама ова маđарскава милиарда беше најавена уште не формирана владата, мислам дека Така. беше само што беше формирана. Па еве сега, не формирана, еве од почетокот од која сме од јули, секако ние сме ги разгледувале сите можности. Меѓутоа, почнувајќи, сега ќе видам кога бил првиот датум, еве го првиот датум, ај погледнете што вика, еве, вие да го прочитате. Добро. 4 еврообврзници имаме во моментот. Каматите ги гледате од 5,9. Чека, овие 5,9, 5,3, 5,6, 5,3. Тоа се каматите во моментот на секундарен пазар. Знаете дека сега, ова се на веќе издадените. Добра. Сега да ја издаваме нема да биде под 6%. Сега како одговорен човек, прво премиерот и јас исто така, ќе подпишете за 3,25 или за 6%. Добро. Не земавме ни од земји што не ни се прифатливи. Од Европска Унија. Еве нека, јас им реков, имав прашање. Да прашам. Еве јас ќе прашам. Ајде. Поврзано ли е телекомуникацијското со ова? Тоа не видете, јас сум задолжена во овој дел за кредитирањето да обезбедам наевтини пари. Телекомуникацијското го слушнав на влада. Јас како човек кој што ви давам кредит со многу поволна камата, така? Треба ли да стравувам дека тоа од позади влече нешто друго? Јас така ви дадам толку пари, ама вие ќе смените малку плочата на играње, ќе даете малку четврт мобилен или трет мобилен оператор. Јас се обидувам да карикирам, дали ја влече други опашки оваа пола милиарда. Значи вака, јас Зашто можам Виктор да Орбан кажам... не е омилен во Европската Унија. Да, е во Европската Унија, но не е омилен. Значи вака, јас можам да кажам дека во Македонија има закони. И дека законите мора да се почитуваат. И тука нема отстапки. Ако има заинтересираност од Унгарија, па има компании од Косово што инвестираат, што е сега проблемот? Чекај, овие пари Еве се... таму исто има еден куп компании кои што кога ги истражував ради повратов на ДДВ да не ви раскажувам што све видов. Па сме инвестирале во Македонија. ова се пари кои што унгарците ги земаат од кинезите, па... Не знам, јас не можам да зборувам они понатаму што прават. Јас подпишувам договор со владата на Унгарија, односно со банката. Меѓутоа банката добива дозвола од владата. А тие таму, банката на кој принцип функционира, дали ги добива парите од владата и владава дали ќе се задолжи негде на друго место за да ни даде или компанија, банкава си добива средства како што развојнава банка кај нас добива, не можам да знам. Ниту пак ми е мене предмет на интерес тоа. Јас имам договор со унгарската банка. Каматата ми е 3,25. Тоа е државна банка, така? Да. Државна банка. Добро. И тоа секако го проверуваме се. Мислам, тука... Да, оваа пола милиарда зашто ќе биде искористена сега за враќање на Не, таа во јануари ќе биде. за еврообврзница, а оваа? Да, ова е оној дел што го кажавме за буџетска поддршка во која што влегува кредитирање во нели на капиталните инвестиции, дел ќе има тука и за Бехтел и Енка и така натаму, а другиот дел ќе оди за Па Бехтел и Енка дали ќе го прекинувавте како опозиција сега и дури маđарски пари ќе дадеме. Не, значи за Бехтел и Енка се две работи. Една е како ќе го продолжиме проектот со нив, премиерот постојано го зборуваше тоа, дека има работи што не се изводливи. Луѓето излегува во пресред, дојде да се сретнавме, понатаму не знам, треба министерот за транспорт да каже. Да. А вториот момент е проневерата која што е направена и не е поврзана со нив, туку со изготвување на документите, се сеќавате надзор и така натаму. Се сеќавам многу. Тоа е друго. Да. И тоа се тера. Тоа се фирми кои што беа и претходно кога ВМРО биле на власт видете... за надзорот, но да не ја враќаме таа тема, Не. на сад ќе заглавиме. Јас само едно нешто ќе кажам, нешто што секогаш сум го зборувала.
Не ме интересира колку ќе се враќаме назад. Па Имав јас таа- ситуации кај мене, По таа логика тогаш вие како опозиција велевте кога ќе дојдеме на власт ќе ви го отвориме договорот. Мене не ме интересира, ве сега сте на власт, дајте да го видиме договорот на Бехтелиенко. со најстрога тајна го имаат евидентирано. Државна тајна. Еве ја немам уште безбедносен сертификат, не учествувам на тие седници, излегувам. Ајде, за крај, што барат нашите бизнисмени? Генерално на што најмногу реагираат, што им фали? Имаме и ние успешни бизнис приказни сега, да не се лажеме, така. Имаме. Секако Што дека што е имаме. она што нив им пречи? Денес бевте совет на странски инвеститори, што она што нив им пречи, кај ќе им помогнуваат? Данокот на добивка, еве го коментиравме тој. Имаат повеќе работи, тие имаат, бараат, нели, да речеме ревизија на царинскиот тариф, нег во делот на хармонизирање, бараат промени во управа за јавни приходи. Има повеќе работи во делот на ТИРЗОД, во делот на инвестиции, во делот на конкурентност, подпишување на договори со други држави за слободна трговија и така натаму. Има повеќе работи. Нормално дека се што е во интерес ќе подпишеме, при тоа ги изјаваме во предвид и домашните компании, не само странските. Но пак ќе кажам, ние мора фокус да дадеме во овој момент на управата за јавни приходи на царинската управа како институции кои што им ја отежнуваат работата заради самите системи. И политичка стабилност им е битна и на Тоа е странски инвеститори, и на дефинитивно, све. тоа е И безбедност дефинитивно. гледаме што се случува во светот. Тоа е дефинитивно така. И од аспект на економската предвидливост, знаате, денес го повторивме тоа дека тука немаме план Затоа што за кога ќе се промени. видат со бизнисмените и кога ќе доаѓаат избори, коса им се крева од аспект на тоа што ништо не функционира кога влегуваме ние во Затоа предизбори. сакаме да дигитализираме одредени работи, да не ни се случуваат тие работи. Денарот ставиле не? Да. Тука нема проблем, банките имаат пари, така Да. генерално сме стабилни финансиски. Имаме многу што да говориме. Фативме малку од сметководство, буквално од се. Убаво беше, барем денес си раскажав како ми почнале почетоците. На крајот од денот, на крајот од денот некогаш ви паѓа на памет кога ќе отидете дома, кога ќе си легнете, што ви требаше да се нафати. Секој ден. Стварно? Да. Децата не сум ги видела од кога сум почната на работа. И кога малиот го видов некаде на средината на август, тогаш ми падна најтешко. Дома плачеше, буквално се прпелаше по земја и вели сакам да одам на одмор цело лето, само јас останав дома, сите отидоа. Ти у И му Скопје го викам, остави? Да, немав кај да го носам. Министр за финансии. И- Сега така че не се шегувам сега, иначе не е за шега, сакам да ја свртам И- бидејќи гледам дека на емоција Да, ве фати. не, тогаш беше Да. прв пат. Ја обично сум емотивна како човек, ама се држам цврсто. Тогаш беше прв пат и јас му велам, добро бе мама со тато, нели рековме ќе отидете заедно и брат, ти отидете, ќе се сместите, ќе побараме смештај. А Ми ти се не одиш? сврте. Па тоа беше планот, они да отидат, јас не. И он мене ми се сврти и ми вика, ма јас и мајка имам, која што не сум ја видел со денови. Мене тоа толку тешко ми падна. И си реков, човек ќе се бори, а во тој период некако беа и сите оние коментари, плата, не знам што, и си викаш борба водиш, децата не си ги видел, Не ми беше мислиш драго. дека со зид главата ќе ја рушиш, толку си убеден дека можеш да направиш позитивно, работиве не одат со тоа темпо. Јас како што сакам, јас сум многу темпераментна, сепак гломазен систем, и да, почнав секој ден да си го поставам прашањето што ми требаше ова. И дома сигурно ти викаат, фала, никој нема да ти каже. Не само Тоа тоа, е него- обично, така велат. Полека му ако фала, никој нема да ти каже. Осте што те тапкаат сите по рамо. најсрекна сум само што големиот син тој повеќе разбира. Ќе се случи на пример на 2-3 пати кога има коментари по социјалните мрежи да ми звони. Еднаш тоа е другар му најгадното, рекол, погадно леле нешто, мајка ти ја потепа. И тој не сватил што значи тоа леле мајка ти ја потепа, ми звони на телефон, мама добра ли си? Да, викам си не зошто. Па те потепале. Абе мама викам пред 4 дена, тоа беше и баш беше апропо платите. Ке ми кажеш ли ми вика зошто? Абе сине викам, пред ме извади од конотација. А објаснуваш во новен- колку е големиот? Да, 14 години А, има тој тој веќе сега е, и му објаснувам. И он мене вака ми вика, мама, ние и без тоа не те гледаме дома, ич не ми е гајле. Те поддржувам 100%, и ако сакаш дојди си дома, немој да се секираш, знаеш дека ние не патиме од комплекс, дека мама мора да е министер, ти си наша мама и тоа е тоа. И мене тоа ми дава сила и мотив за работа само заради
не моите деца, за сите останати деца да направиме нешто добро во државата. И верувајте дека најнесреќна ќе бидам ако не успееме тоа да го направиме. Јас верувам дека ќе успееме. Многу работевме во изминатиот период. Сите министри се посветија, можеби мене ми беше најстресен да речам, сепак е Министерство за финансии, но најголемото разочарување за мене би било ако не успееме, односно, ајде да не зборам во множина за себе да речам, ако не успеам да го постигнам тоа што го сакам, а сакам стабилен буџет, сакам повеќе пари за инвестиции, сакам повеќе пари за образование и за здравство, сакам достоинствен живот за секој граѓанин, но секако, не под услов дека секој треба да разбере дека треба да работи во јавна администрација. Задоволни сте вие изминати од прилика 70 дена? Некои ќе кажат сериозни критики дека не очекувале вака лошо да тргне ВМРО да помане. Ако ме прашувате во однос на моето министерство, да, можеби другите од надвор не можат сето тоа да го забележат. Ние немаме работа со излегување на терен, па од аспект внатре на моето министерство. Не, вака како влада генерално, политички, за некои работи нели, сега видите. Секогаш може и подобро. Еве ги патриотите прекина, веќе северна прифаќаат све едно друго. Од тој аспект знаете неколку грешки. Не знам дека сум прифатила нешто. Добро, сега сте министер на Република Северна Македонија. Министерка. Да, меѓутоа јас го користам терминот Република Македонија и сега видете. Вие како вака задоволни сте како се овие? Ние мораме да прифатиме реалноста во моментот таква каква што е. Ама јас никогаш нема 100% да се сложам и ќе се борам се додека можам, ама за да може вие да се борите, мора да направите, да имате здрава држава кај што ќе функционира се, кај што ќе имате силна економија, кај што ќе парирате на светски весили, да им објасните некои работи. А во однос на ова што ме прашувате, секогаш може подобро. Знаете, од аспект ве прашувам, ќе излезе Кочовска, ќе направи нешто добро и ќе се појави ваш коалиционен партнер, карикирам сега, Африм Гаши, ќе ви се појави афера на аеродром и поклопува буквално се. Да тоа прашувам. Или не знам што друго Еве, имате. јас, например, ќе кажам, кој ќе видите дека Гоце, мојот сопруг, доаѓа со кесите, кафињата ги купил и ги носи за 9 спрат во Министерство за финансии, за да може, нели, да имаме кафе, само водички земаме од Созера. И кој ќе видите дека на други места не баш толку се почитуваат, јас не велам, сите имаме право на тоа. Имаме право на репрезентација. Но јас сум многу ригорозна по тоа прашање. Ја мислам дека малку претеруваме од крајност во крајност. Се согласувам, но не доаѓа убаво. Ние за кафе и водичка немаме проблем, имаме проблем со големите пари. Ама се согласувам. Например, 60 дена немавте прв човек на ЕСМ. Ало, најкритикуваното. Се согласувам и сега, видите, во однос на ЕСМ други околности беа таму. Но недозволиво е да немате прв човек на ЕСМ. Но можам да се согласам со една работа. За некои работи можеме и малку побрзо. И мене малце лично ми смета тромоста во некој дел, но тоа изгледа гломазен апарат. Не сите, видете, јас кога дојдов во Министерството, сепак како своја на своето. Во смисла, ја познам проблематиката. Башка бевти дополнителен. Да, ги знам и луѓето и се. Верувајте дека имаме институции кај што има и малку луѓе и нема капацитет, и имаме ситуации и проблеми и можеби тоа ми смета. Ми смета. Јас сум темпераментен човек кој што сака многу да се завршуваат работите брзо. Јас имав минатата недела ситуација кај што требаше да потпишувам одредени документи за друга институција. Моите луѓе седат на работа и до 10 и до 11, архива држам и до 6 и до 7 кога треба нешто, од другата страна се увуваат на мојот шеф на кабинет и велат, ајде министерката нека потпише, петок беше, ние треба во 4 да си одиме. Збеснав, изреагирав бурно и кажав не може затоа што мора да се завршат работите. Тие работи, да, ми сметаат и на мене, ама мислам дека верувајте, сепак се 100 дена. Кате типа не ги кодоши одма кај министерката, тие ако сакат да сидат у 4 тие. Значи сепак кога се 100 дена, сега ќе бидат 100 дена, па ќе има очет. Мислам, сепак се 100 дена и во 100 дена верувајте, знам дека можеби од другата страна не изгледа бидејќи од прв ден се почна со критики, но кој ќе ги извадиме работите што сме ги сработили, пред имаше многу
погрешно поставени работи. И во таква ситуација не знаете од каде да почнете. Не, добро, но знаете, од позиција на опозиција, друга од позиција на власт. И сега вие на некои работи морате да давате одговори. Убиство во сред центар, не знам, пукање во глава по жена. Јас сега ви редам серија настани кои што се случи, кои што поклопуваат буквално се. Па јас мислам дека Панче добро реагираше за одредени работи. Потоа ги споменав овие случувањата кои што беа со Африм Гашин, или имавте и интерпелации и така натаму, затоа велам како вие ги гледате овие 70 Видете, дена, све индивидуално, мене може да ме видите на центар, како си одам до работа пешки се враќам. Вчера бевме во Сити Мол со сопругот и со малиот син, одевме на роден ден, сопругот ми вика, више ми е срам да одам, сите се вртат по тебе и се чудат, вика, очигледно не знам, или невообичаено било за министер за финансии, вака, не знам што да кажам, бидејќи јас сум истата. Никогаш не се сменив, ниту пак имам намера да се сменам. Димитриевска Кочовска, како некој од оние новинари, мои колеги кои што 15 минути се одјавуваат. Ова е најпоследно прашање, а поврзано е со буџетот, на што фокусот, кое министерство ќе го има фокусот? Од прилика мора да имате во главата дали ќе видите транспорт и врски, каде ќе отидат највеќе пари? Дефинитивно видете првин во социјала ќе одат ради пензиите, мислам тука не може да излеземе од тоа, нели тоа не е ветување. Ние таму имаме и највеќе пари, имаме секако плати ќе оди образование, затоа што таму ни годинава немаше усогласување на плати и следната година ќе има усогласување, во МВР ќе има одредени системи кои што се многу битни и заради криминал и заради прекршоци и други работи, тоа министерот за внатрешни повеќе го знае. И образование го спомнав. Образование, труд и социјала, полиција, тоа се генерално оние кои што циркулираат и сега уште што остана транспорт и врски, реков. И транспорт, секако транспорт како министерство. Бидејќи вчера го слушав Николовски каже дека очекува до следната летна сезона барем 60% или да функционира патот од пресека до Охрид. Тој работи повеќе проекти паралелно и јас верувам дека ќе успее да заврши доста од работите транспорт сектор. Ќе има време за буџетот, мислам во однос кога зборуваме општините ни се нас исто така приоритет сите општини независно. Дека идат избори или? Градоначалник. Не, зашто тој проект 4 годишен го ветивме, нема да биде само за изборите и после ќе продолжи. Но ќе оди преку ресорни министерства. Не знам колку време имаме, колку разговараме. Сат и 20 минути. Ова е рекордно. Благодарам што Драго ми е што убаво ни помина разговорот. Да, едноставно, онака, може да се прави муавети без да се расправаме, а да ги поставиме сите прашања. Така. Тоа е. Благодарам што бевте во Бизнис муавети на Фактор МК. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска во Бизнис муавети на Фактор МК. Благодарност до Форманова кој што се заедно со нас и во оваа епизода. Ви благодарам и вам, почитувани, што бевте со нас. Довидување.